Симнувањето е многу повеќе од качувањето. Одминуваше вториот час од разговорот во кој зборуваше за планинарските подвизи, кога кардиологот Сашко Кедев доби прашање од домакинот на интервјуто и за професијата. Одговорот беше директен и експлозивен. Значи, профит во медицината не смее да има. Пари и профит има на здрави луѓе. Дека дел од приватните болници вршат операции на срце без медицинска основа. Ставале стентови, а немало потреба. Оперирале без потреба. Сечеле граден кош без потреба, без никај. Тоа го имаме докази за тоа. Значи, тоа е столе фасцинантно нешто кое што треба релевантните институции да преземат нешто. Тука мислам пред се Министерството за здравство и фондот. Министерот за здравство Азир Алиу веднаш го повика Кедев на состанок. Приватната болница Систина најави тужба. Се формираше и експертска комисија. Се доставени медицински досија за 8 случаеви. Комисијата ќе ги обработи сите детално со цел да се утврди вистината врз основа на медицинските факти. Комисијата од 15 луѓе работи речиси 2 недели. За тоа време, вели за 360 степени министерот Азир Алиу успеале да поминат дел од случаите. Веќе имаме наоди од неколку предмети. Очекуваме дека кога ќе завршат сите предмети, тогаш ќе излеземе со извештај, кој што ветивме од првиот ден дека ќе биде транспарентен и на веб страна на нашето министерство. Не можеме да не прашам во која насока да тие наоди. Па да дадеме време уште малце да заврши комисијата. Ценам дека уште малце време им треба, бидејќи од 8 предмети негде до средина се прегледани. Мислам дека уште еден состанок, 2 и ќе имаме првичен резултат. Освен интерната комисија, адхок проверки на досиеа на пациенти ќе врши и лекарската комора. А врз основа на извештаите од интерната комисија и проверките на лекарската комора, препораки ќе даде комисија од странски експерти. Објаснувајќи го процесот, министерот индиректно потврди дека во случајот освен чад, веројатно има и оган. Че нема да имаме притисок ни за време, ни за начинот и методологијата. Целта не е таа. Целта е да имаме јасна слика како може понатамо да не се повторат, ако има таков тип на ајде да кажеме злоупотреби и како може системот да се стабилизира. Чим велите да не се повтора, значи веќе имате најдено нешто дека се случило? Да чекаме извештајот. Мислам дека за кратко време ќе имаме извештај. Интерната комисија и лекарската комора во суштина бараат одговори на прашањето дали е направена штета по здравјето на граѓаните. Но отворена е и дилемата дали е направена штета и на буџетот на Фондот за здравствено осигурување. Еве зошто. Здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија, во кој патем не спаѓа и стентирањето, осигурениците на ФЗО можат да добијат во 4 установи. 2 се државни: Универзитетската клиника за државна кардиохирургија и Универзитетската клиника за торакална и васкуларна хирургија. Другите 2 се приватни: Клиничката болница Жан Митрев и Клиничката болница Аџи Бадем Систина. Според годишните извештаи на Фондот за здравствено осигурување, бројот на интервенции кои ги покрива државата бележи раст низ годините. Од 2429 во 2015 година на 3558 минатата 2024 година. Мора да се одбележи и дека растот не е линеарен. Со бројот на интервенции, низ годините се зголемуваат и трошоците. Од 13 милиони евра во 2015 година на 20,5 милиони во 2024 година. И тука, растот не е линеарен. Директорот на фондот Сашо Клековски вели дека растот на бројот на интервенции на трошоците има логично објаснување. Се зголемува бројот на болни и се воведуваат нови методи. За да тврдиме дека зголемувањето е засновано на лажно оперење, треба сериозно да ги подкрепиме сите тие работи и Стручната комисија работи на тоа. Ние имаме медицинска контрола, составена од општи лекари, кои ги контролираат сите извршени интервенции секоја година. Значи, правиме контроли, слепи контроли и во Жан Митрев, и во Систина, и во сите поголеми здравствени установи, каде што утврдуваме дали се што е наведено во досието е подкрепено со рентген, со ехо, со наод, со сета пропратна документација. Така да сите случаи се одлично документирани и не би представувало проблем да на Стручната комисија
да утврди дали се операциите оправдано изведени. Ако се издвојат само податоците за приватните даватели на услуги, може да се пресмета и просечната цена по интервенција низ годините. Забележливо е дека во последните 10 години просечната цена на услуга кај Жан Митрев се зголемила помалку отколку просечната цена кај Систина. Го прашавме директорот на фондот зошто се јавуваат такви разлики ако се знае дека цената што фондот ја плаќа за одредена операција е иста, независно во која болница се прави и независно дали е во јавно или приватно здравство. Станува збор за промена на комплексноста на зафатите што се прават. Во цената за еден пациент влегуваат интервенциите направени од првиот до денот на отпуск. Значи не влегуваат претходни диагностики и слично, туку само денот на прием во болницата. Ние тоа го контролираме. Една од причините може да биде зголемување на комплексноста на зафатите. Систина воведе многу подоцна ТАВ и ТВ и ЕВР во своето портфолио. И пред се, значи, не е зголемување на цената, туку зголемување на комплексноста на зафатите и тоа може да зависи од случај до случај. Дали двете болници нудат исто комплексни зафати? Во моментот сите, зборам за скопските болници, сите нудат исто комплексни зафати. Дали имате објаснување зошто тогаш се прават повеќе комплексни зафати во една болница, а помалку во друга? Зависи од значи пациентите на крај одлучуваат во која болница ќе одат, бидејќи имаме право на избор на лекар во нашето здравство. На директното прашање, дали е можно фондот да трпи загуби поради потенцијални злоупотреби при кардиохируршките интервенции, Клековски вели. Во основа не исклучувам дека можно е да има злоупотреби, иако во основа онаа поплака што имаме редовно е во системот на упатување. Значи не дали е оправдана или неоправдана интервенцијата, туку кој кого каде упатува и не е тајна дека одредени кардиолози упатуваат пациенти во одредени болници. Против тоа можете да се борите некако? Со патокази. Меѓутоа имаме многу расправа со стручната фела дали правото на избор на лекар е над протоколите за упатување над пациентите. Од анализата што 360 степени ја направи користејќи ги годишните извештаи на фондот, може да се забележат и други трендови што придонесуваат во дебатата за влијанието на бизнисот во кардиохируршките интервенции. Например, лани, државна кардиохирургија имала приходи од околу 2,7 милиони евра од фондот за извршени кардиоваскуларно-хируршки здравствени услуги, а клиниката за торакална и васкуларна хирургија 1,2 милиони. Во истиот временски период, Жан Митрев инкасирал 8,3 милиони, а Аџибадем Систина маргинално повеќе, 8,4 милиони евра. Индикативен е податокот дека државна кардиохирургија реализирала само 44,7% од парите кои фондот ги предвидел за операции во установата, а кај торакална тој процент е едва 23,5%. Тоа значи дека државните клиники не прават ниту одблизу толку операции за колку што им се одвојуваат пари. За споредба, Жан Митрев реализирала 99,4%, а Систина 100% од средствата што ги одвил фондот. За жал, во моментот, тоа е точно, овие две институции, кардиологија и кардиохирургија, имаат недостаток и на кадар, но исто така, морам да кажам, и недостаток на соодветна инфраструктура за да може да сервисираат поголем број на пациенти. И работиме интензивно исто така со двете институции за да може и за кратко ќе излеземе со резултат за да може да се оптимизира и бројот на капацитетот на човечките ресурси, но исто така и инфраструктурно да се оптимизира. 360 степени се обрати до приватните клинички болници. Од Жан Митрев побаравме коментар за ставовите на доктор Кедев, но и за бројот на интервенции кои ги прави болницата и просечните цени кај нив и кај конкуренцијата. Во Аџибадем Систина прашавме и дали ја поднеле најавената тужба до доктор Кедев. Иако станува збор за прашања поврзани со трошењето јавни пари на граѓаните, не добивме одговор ниту на тие, ниту на прашањето.
Дали сметаат дека има слабости во системот за кардиохируршки интервенции кои се под капа на фондот и како би можеле да се надминат. Во меѓувреме, министерот очекува нови пријави. Во моментот имаме само од една установа доставени предмети. Јас очекувам дека ќе има повеќе предмети доставени. Сигурен сум дека не би го кажале тоа ако веќе не знаете или немате најава дека ќе стигнат. Па имаме индици, да. Може малку подетално да ни кажете какви индици, од кого ги очекувате? Знаете, многу сме предпазливи во овој процес. Ако има сомнежи за злоупотреби, пријавувајте. Апелира и директорот на фондот Сашо Клековски. Не преку Facebook, туку писмено и со докази. Само така институциите можат да постапуваат и да ја расчистат дилемата има ли операции на срце само поради профит.